ќе каже: следи ја светлината, затоа што таа те води кон љубов. Ова е нешто што се случило пред повеќе од 2000 години, кога таа една огромна светлина која што се гледала од илјадници километри подалеку, ја следеле мудреците, а ја виделе и пастирите кои што биле во нејзина близина. Би сакала да ви посакам едно топло добре дојде и буквално, но сакам да размислувате во текот на овој концерт за зборовите кои што ќе ги испеете. Да зборувате токму за оваа светлина, да размислувате токму за оваа љубов која што се симнала од небото, дошла на земјата и се отелотворила во тело, на мало бебе, за да стане наш спасител и наш искупител од овој свет. Како што можете да видите, тука се наоѓа еден така поголем хор, тој е хорот Благослов, кој што оваа вечер ќе послужи со многу песни. Од мојата лева страна се наоѓаат младите дечиња кои што ќе ни послужат со една представа, а пред мене се наоѓаат и најмалите, кои што можеби вечерва допатувале најдалеку, од најдалекиот, од каде сте? Од Велес. Така да на почетокот, мислам веќе почнавме, ќе слушнеме нешто од нив што тие токму нас не имаат припремено, а потоа ќе слушнеме неколку песни, но ќе видиме кои. Денеска ви се роди Спасител. Не бојте се, зашто еве ви носам добра вест, голема радост, која ќе биде за сите народи. Денес во Давидовиот град се роди Спасител, кој е Христос Господ. Слава на Бога на височините, на земјата мир луѓето добра воја. Алелуја, пеат ангелите на небото и земјата. На оние што бараат светлина и што радосно ја прифаќаат, ќе им засветат блескотни зрачи од Божјиот престол. Бог објавува: јас ќе изведам вода во жедната земја и потоци во сувата земја. Бог го даде свој единороден син. Тоа е љубов, чудете се небеса, разхитува се земја. Ова е најубавиот подарок, во тоа е љубовта. Нешто не го возлюбивме Бог, туку Бог нас не возлюби, го испрати својот син за сите луѓе. Во Исус е нашата надеж. Се роди кралот на Израел. Тој ќе царува за секогаш и царувањето негово нема да има крај. Славете сите луѓе. Gospod naš je svim duh i
Дали запамтите некои од зборовите кои што вие мали дечиња ги имаа спомнато? Може би да, може би не, но еве и ќе ги повториме, а и во првата песна која што ќе испееме, ќе ги чуете повторно. Имено велат: слава во височини, мир да е на сета земја, добрина кај луѓето. Ова е пораката која што ангелите им ја испратувале на луѓето во моментот кога Исус се родил. Следните две песни кои што ќе ги испееме се Слушај, ангелски хор пее и О света ноќ. O sveta nog, osjaj se site tvesti, se rodi spasitelj nam, sio cvet. Beševo grev i robstvo sveta zemlja, no togaž Bog godane sinot svoj. Vonoli jasli car
го отстапиме местото на младите и да ни покажат што тие спремиле за да не израдуваат и да не охрабрат оваа ноќ. Еден стар татко имал син единец. Тој знаел дека син му е премногу добар и дека луѓето лесно ќе може да искористат неговата добрина. Кога таткото се разболел, решил да му ја даде последната и највредна лекција на својот син. Тој го повикал во неговата соба и му рекол: Сине, дојде ова, нешто сакам да ви кажам. Јас сум веќе многу стар и многу болен. И деновите прво ми одмина. Имам нешто што сакам да ти дадам што може да го продадеш. Тогаш од џебот таткото извадил многу стар златен џебен часовник и му рекол: Овој стар часовник е дека во нашето семејство веќе 200 години. Сега ти го предавам на тебе и сакам да одиш да се распрашаш колку ќе го процена тој часовник. Во ред, татко, ќе одам и ќе се расплиш. Вака, кога размислам, најлогички е прво да отидам до некоја продавница каде што продаваат часовници. Добар ден, млад господине. Како можам да ви помогнам? Добар ден, го имам овој стар златен часовник и сакам да знам колку вреди. Би ве замолила отпрвин да ми го дадете да го погледнам. О, многу ми е жал, но овој часовник е толку многу стар. Ние би можеле единствено да ви го откупиме за стари делови. Се извинуваме, но ние тука ги имаме најсовремените часовници. Ова за нас нема никаква вредност. Во ред, ви благодарам. Довидување. Сега би отишол до некој златар. Добар ден, млад господине, како можам да ви помогнам? Добар ден, го имам овој стар златен часовник и би сакал да знам колку вреди. Може ли да го погледнам? Поверете. Овој часовник е толку убав, но сепак е многу стар. За овој стар часовник се што можеме да ви понудиме се 300 евра. Навистина е посебен, но во нашата златар не би можели да ви го продадеме за повисока цена. Во ред, благодарам, пријатно. Пријатно. Ми остана да отидам до некоја антикварница. Добар ден, господине. Добар ден, го имам овој стар златен часовник и би сакал да знам колку вреди. Господине, овој часовник не само што е стар, туку е и многу редок примерок. Но може да се каже дека е уникатен. Би сакале да ви го откупиме. Ние сме сериозно заинтересирани да ви го откупиме. Сме спремни да ви дадеме многу добра цена за него. Ви нудиме 30.000 евра. Дали сакате да го продадете? Ви благодарам, но првен да размислам. Пријатно. Пријатно. Синот се вратил кај својот татко толку изненаден. Како за еден ист часовник добил толку различни цени? Како луѓето толку различно го процениле? Татко, мене ништо не ми е јасно. За овој еден ист стар часовник добив толку различни цени. Едни го обезвреднија, други дадоа сосема мала сума, а трети дадоа толку голема сума. Мене ништо не ми е јасно. Сине, кога те пратив да прашуваш за цените за часовникот, не беше целта ти да го пронеш. Сакав да сватиш колку е да те обезвреднува, колку е те вика дека си безкорисен и дека не вредиш. Не им верувам, уште има луѓе кои знаат твојата вистинска вредност. Колку ние вредиме, за тоа најдобро зборува Библијата. Бог го дал својот единороден син да се роди во Витлеем, да живее за да може да го покаже патот на вистината и надежта и да умре за да можеме ние вечно да живееме. Секој еден од нас треба да си ја знае својата вредност, зашто Библијата вели: за сите оние кои го прифатиле Христа се царско свештенство, свет род, принцеви и принцези. Знаете дека сте единствени, дека нема ниеден сличен на вас. Вие сте уникатни, а Бог е вашиот дизајнер и вие сте единствени. Затоа, секој треба да знае колку е вреден во Божите очи.
Хорот ќе испее уште една песна, а насловот е Ангелски глас се разлева. Но да не должиме повеќе, веднаш по песната која што ќе испее хорот, ќе слушнеме една кратка порака, а за понатаму ќе видите, верувам дека е нешто што многу го очекувате уште од почетокот како би сте дојдени. Angelski glas od neba, poletom se razleva, nebesen hor prekrasen, radosno objavovan. Slava na nebo, mir po cela zemlja. Mir po cela zemlja. Pasti kraj stadana, poletovo Vitlem, ta vesna i čudesna, radosno ja primija. Slava na nebo, mir po cela zemlja. Slava na nebo, mir po cela zemlja. Dojdete vo Vitlem, sada se poklonime. Isus Hristos Spasitelj, kako bebe rodene. Slava na nebo, mir po cela zemlja. Slava na nebo, mir po cela zemlja. Здраво, другари, ме слушате сите? Да ви кажем, јас пред некој ден се возам со Даниел во кола. Даниел е инаку мојот син, многу интересен, исто како вас. И ми вика, ја викам, сине, вежбаш ли бе ти на пијано? Сега одиме кај професорот, пак ќе не кара. И он вика, мамо, не вежбав сега, ама ветувам, мамо, од следната година сам ќе учам, сам ќе свирам, ништо нема да ме терате. И одиме ние кај професорот по пијано, и он прашува, фати малку пијаното, ја викам, професор, оваа година така нека помине, викам, чекаме од новата. Он, викам, донесе цврсти одлуки. И он се смее, вика, какви се ти одлуки? Професоре, викам, јас чекам да ги видам. Секој пат, новата година не потсеќа на некој нов почеток. И новата година е убаво време каде што можеме да донесуваме добри одлуки. Одлука за промена, одлука за едно подобро утро. Затоа јас денес ти ве раскажам приказната за продавачот на време. Може ме слушате? Ама посам кога ќе дојдете по пакетчиња, јас знам да испрашувам. Имам еден професорски ген. Бил еден продавач на време. Излегол за време на нова година, тука негде божитните празници почнал да вика: продавам време, кој сака да купи време? Арија, ти сакаш време, ти сакаш? Супер. И дошле едни мајка и татко. Дошле кај продавачот на време и рекле: господине, може ли да купиме време? И тој прашал: колку време ви треба? Па едно 20 години. А може да ве прашам зошто ви се баш 20 години? 20 години. Па сега ќе ви кажам. Нашиот син сега има 23 години. Кога беше мал,
Ние толку го галевме, го разгавлувавме, се што имавме му дававме, се што сакаше правеше. Ние не знаевме да му кажеме не. И тој сега се наоѓа во затвор. А јас и татко му толку сме тажни и не знаеме како да му помогнеме. И едно 20 години таман, кога имаше 3 години, кога почна да разбира, да може да почнеме од почеток. Продавачот на време тогаш рекол, се извинувам, жал ми е. Времето кое сте го потрошиле залудно, јас не можам да ви го вратам. Библијата вели, учете го децата дека се мали на правиот пат, за да кога ќе пораснат да не отстапат. Не знам дали знаете, но психологијата научно потврдила дека децата од 3 до 7 години, вика дајте ми дете, од 3 до 7 години, што ќе направиш од него за за тие години, тоа ќе биде со него. Жал ми е, времето ваше залудно е потрошено. Натажени се свртили и си отишле. Потоа доаѓа пак вика, продавам време, продавам време, продавам време. И тука дошол еден млад господин, но жално изгледал престарен. Имал само 40 години, но веќе изгледал како да има 60. Дошол и го прашал, господине, дали можете да ми продадете едно 5-6 години, не ми требаат повеќе. Продавачот на време го прашал, зошто ви се баш 5-6 години? Па знаете, јас толку многу работев, толку имав амбиции, сакав да станам познат, славен, да спечелам токаво богатство. Работев од сабајле до вечер, нема време ни за семејството, ни за себе, не се ни хранев добро, не внимавав, не спиев, постојано работев. А сега, моето време помина. Сега се разболев од неизлечлива болест, автоимуно заболување, и сега веќе не можам ни да работам, а со парите не можам да си го купам здравието. Продавачот на време му рекол, господине, многу ми е жал за вас, но вашето време кое го имавте, вие залудно го потрошивте. Си заминал и овој човек натажен. Продавачот на време продолжил. Продавам време, продавам време, продавам време, продавам време. Тука дошол еден млад дечко околу 20 и некоја година. И рекол, господине, можете ли да ми продадете време? Дечко, зашто не тебе ти е време? Па ти си млад, животот е пред тебе. Ох, јас баш додека бев млад, ја направив најголемата грешка. Што направивте вие? Моите родители повеќе ги нема. А додека ги имав, јас не ги ценев доволно. Бев груб со нив, не се грижав за нив доволно. Може би, ако водев повеќе грижа од нив, се уште ќе беа тука. Но јас ги занемарив и ни веќе ги нема. Ве молам, дали можете да ми подарите време, за да можам да бидам повторно со моите родители? Продавачот на време му рекол, господине, вие залудно ги потрошивте годините и времето кое ви беше дадено како дар. Жал ми е, но не можам да ви помогнам. Продавам време, продавам време, продавам време. Дошол еден човек и рекол, господине, можете ли да ми дадете само 6 месеци? Он вика, зашто ти се 6 месеци? Пред 6 месеци точно, јас многу го навредив мојот најдобар пријател. Му изнакажав секакви лоши зборови. Многу го повредив. И тој си замина. Никогаш не најдо време да му кажам извини. Но сега барам од вас време, 6 месеци, дали можете да ми го дадете? Продавачот на време се свртел и му рекол, господине, вие се уште имате време да ги поправите нештата кои сте ги расипале. Едно големо извини, една убава преградка може да поправи многу работи. Драги мои пријатели, драги мои дечиња, времето е пред нас. Почнува новата година, 2025. Ајде како мојот син Даниел да донесеме едни убави позитивни одлуки. Одлуки за нов почеток, одлуки за нов живот. Ајде да почнеме од почеток. Ајде времето кој ни е дадено како дар
да не го потрошиме залудно, да го потрошиме правилно. А кое е правилно потрошено време? Со нашите најмили, со нашите пријатели, со луѓето што се од нас. Времето лета, затоа да не го трошиме залудно. Дојдовме скоро пред самиот крај. Последната песна имено го носи името на, тоест насловот на вечерашниот концерт. Дали некој знае како се вика? Радосна вест. Така. Песната која што ќе испееме се вика Радост за цел свет, а која е таа радост ќе слушнеме и во самата песна. Не плашете се, еве ви навестувам голема радост која ќе биде за сите луѓе, зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ. Дојде моментот кој што верувам дека најмалите највеќе го очекуваа, тери се велеа кога ќе завршат веќе со ова пеење, сакам пакетче. Но пред да ги добиеме пакетчињата, јас не лично веќе сум стара, ама ќе слушнеме една песна, една музичка инструменталка песна, која што ќе ни послужат нашиот дует од виолончело и клавир.